Се враќаме назад во студио 1 и после ова кратко забавно интермецо со шоубиз, блок, мода и спорт. Наш гостин во студио 1 денеска е министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Министре, добро дојдовте во студио 1. Благодарам на поканата. Моето прво прашање е: беа одликувани хероите од 27 април за денот на полицијата, а имено и полицијата имаше многу показни вежби. Подготвена ли е полицијата да се справи со еден ист таков случај, бидејќи после 24 декември не верувавме дека ќе се случи 27 април, па се случи, што ако повторно имаме таков ден? Прво, сакам на сите припадници на Министерството за внатрешни работи да им го честитам денот на полицијата и на македонските граѓани и да направиме навистина полиција со која што ќе се гордееме сите ние. Целта на сите манифестации што ги направивме по повод празникот беа под мотото "Новера за граѓаните", да започнеме со враќање на таа врска помеѓу граѓаните и македонската полиција и навистина и на вас и на сите медиуми сум ви благодарам што се приклучувате кон ова наша цел. Да успееме сите заеднички да обновиме врската, да имаме силна полиција, да имаме безбедни граѓани и безбедна Македонија. Впрочем, вчера беа доделени наградите, одликувањата за четворицата припадници за работи кои што ги направиле пред се за Република Македонија и со задоволство можам да кажам дека тоа се и хероите на новото време. Тројцата од обезбедувањето или од управата за обезбедување ги добија наградите заради тоа што се спротивставија и беа првите и единствени кои што застанаа во одбрана на пратениците во Собранието на Република Македонија на 27 април минатата година. И еден колега од единицата Алфа, кој што исто така безпрекорно се вложи во својата задача, иако не беше во моментот на извршување на работните обврски, меѓутоа се спротивстави на вооружено лице кое што беше закана за животот и за граѓаните. Така. Сега, кога правиме споредба со тоа дали македонската полиција е подготвена, навистина беше задоволство и чест вчера во Штип на сите показни вежби, завчера во Охрид, да покажат што знаат македонските полицајци, со каква опрема располагаме и можеме да констатираме сите заедно дека македонската полиција е подготвена да одговори на сите предизвици и на сите ризици. Зошто тоа ни се случуваше во минатото? Тоа се случуваше заради мешањето на политиката многу во овие структури на македонската полиција, заради тоа што дел од политичка гарнитура која што владееше криминално сакаше и полицијата да ја инволвира преку некакви структури кои што ги има внатре во сите случувања. И тоа ни се случи заради тоа што настаните од 24 декември 2012 година, во кој што за жал и тогаш бев учесник, нема никаква правна завршница. И токму заради тоа за овие настани од 27 април минатата година мора да има одговорност. Тоа го напоменав и вчера во мојот говор, дека одговорност мора да има за сите и за иницијаторите, и за креаторите, и за извршителите. А посебно за оние кои што успеале да ја злоупотребат македонската полиција да ја свртат против сопствениот народ. Ако немаме разрешница, ќе ни се случуваат и други такви настани. Дали сега полицијата е управувана од еден центар? Дали има се уште луѓе кои што во минатото важеа за блиски на министерката Јанкуловска? Видите, луѓе може да има блиски, тоа не е греф, да бидат блиски до еден или друг министер, да бидат блиски до еден или друг човек. Битно е дека раководните позиции се дадени на луѓе пред се професионалци, кои што целиот свој животен и работен век го посветили на Република Македонија и на безбедноста на граѓаните. И на тие луѓе им дадовме шанса да раководат и за тие луѓе имаме постојано оценување на тоа како ги вршат своите должности и надлежности. Секој професионалец во Република Македонија во Министерството за внатрешни работи ќе добие можност да покаже што знае и да одговори на секој предизвик во заштита на граѓаните на Република Македонија и на државата. Додека за сите оние кои што се однесуваат непрофесионално, кои што сакаат да
ги стават партиските, личните, бизнис интересите пред интересите на државата, на тие не име место во Министерството за внатрешни работи и за еден дел од нив се водат веќе и одредени дисциплински, за некои кривични постапки и тоа треба да биде порака за секој еден кој што сака да биде дел од Министерството за внатрешни работи. Дека честноста и одговорноста, посветеноста во заштита на интересите на државата мора да бидат врвен приоритет. Сметате ли дека е променета перцепцијата на граѓаните за она МВР, бидејќи тоа стана еден вид на позната синтагма после објавувањето на бомбите? Сметате ли дека доволно е направено за да се смени перцепцијата кај граѓаните? Направено е многу за да се смени перцепцијата, не е направено доволно, затоа што секогаш може повеќе и ние се стремиме тоа да го напредуваме во секој еден момент. И тоа беа пораките кои што ги упатувам и по повод денот на македонската полиција, дека и понатаму треба да работиме посветено и одговорно, да го реформираме системот, да градиме систем кој што нема да зависи од поединци, нема да зависи од тој што ќе раководи македонската полиција. Меѓутоа, фактот дека на 1 јуни минатата година имавме Министерство, односно полиција, во која што многу малку граѓани имаат доверба, околу 23%, сега истражувањата покажуваат дека довербата во македонската полиција е 54%. Тоа покажува дека се враќа довербата, меѓутоа нашата тенденција е да работиме, да можеме таа перцепција, не само перцепција како перцепција да ја промениме, туку суштински да имаме промени во работењето и граѓаните навистина да ја чувствуваат македонската полиција како партнер, како пријател, како заштитник и така да се однесуваат према неја. Утринава синдикатот се пофали дека сте прифатили едно од нивните барања, тоа е бодувањето кај самите полицајци. Меѓутоа, кои се останати, бидејќи те имаат и уште многу други барања, како ќе постапувате по нив? Имате често состаноци, се среќавате со... Па видите, една од клучните работи за Министерството за внатрешни работи беше да биде отворено, да разговараме со научната, со стручната јавност, да разговараме со невладиниот сектор, со граѓаните и нормално е да имаме континуиран диалог со синдикатите. Ние сметаме дека таа врска треба да се обнови, да се зајакне, да имаме навистина партнерски однос, ние како раководство и раководството на синдикатите. И точно е дека остваруваме средби постојано со двата синдикати, со репрезентативниот синдикат Македонски полициски синдикати, со независниот синдикат на полицијата. Преговаравме за многу прашања, многу од работите кои што се однесува во подобрување на условите за работа, набавка на униформите, набавка на опрема која што ја немаше практично до пред година дена. Голем дел од тие работи заеднички ги завршивме во овој период од неполна година дена и успеавме да се договориме и да подпишеме документ, листа на плати, со тоа што од 1 декември 2018 година ќе имаме зголемување на платите на 4900 полицајци. Тоа се на основниот кадар. Нивните бодови не биле зголемени од 92 година до денес. Каде е таа грешка во системот? Па грешка во системот е што веројатно никој не посветувал доволно внимание на основниот полициски кадар. Ние сега како принцип на работење, како принцип на дејствување, имаме пред се да бидат задоволни тие кои што треба да работат со граѓаните. Заради тоа што џабе имате вие луѓе на високи позиции кои што се задоволни од сопствената плата, од условите во кои работат, ако тоа не го чувствуваат обичните полицајци, бидејќи тие најмногу допринесуваат за безбедноста на граѓаните. Ке се вратам повторно на оние луѓе кои што беа поврзувани на некој начин со поранешната министерка Јанкуловска. Таквите луѓе, за нив велевте дека систематски ја уништувале полицијата, односно ги подрибувале работите внатре. Освен дисциплински постапки, има некои кои што дефинитивно ќе замине од своето работно место или? Па, дисциплинските постапки за кои што сме ги покренале, еден добар дел завршија со раскинување на договорите за вработување. За сите луѓе кои што пробаа заеднички да го рушат системот
и уставниот поредок на Република Македонија. И имаме дадено 20 откази до сега на луѓе кои што навистина учествувале во настаните во 27-ми, луѓе кои што финансиски го оштетиле Министерството за внатрешни работи, тука нема да застанеме. Нашата цел е и таа постапка да биде неселективна и да биде транспарентна. Значи, ако имаме индици, ако имаме докази за тоа што се зборува, за тоа што има постапки направено, да носиме соодветни одлуки. И тоа е најправедно и најправично заради тоа што воспоставуваме еден принцип кој што гарантира одржливост на еден таков систем. Така да, многу од тие луѓе кои што биле блиски до политичките структури, не би рекол ја само до Јанкуловска, тука се и до Мијалков, тука се и до Груевски, бидејќи тоа не може да ги одвоите едни од други, креирани од систем кој што го креираше Груевски и Мијалков, и не само во МВР, туку и во Република Македонија, за тој систем мора да има одговорност. Но дали се истите тие луѓе исчистени? Имате ли доверба во сите тие кои што работат во тајните служби во моментов? Менеджментот во тајните служби е променет. Еден дел од луѓето кои што требале да заминале од Управата за безбедност и контраразузнавање, воспоставивме еден функционален систем кој што гарантира дека системот на следење комуникации не може да биде злоупотребуван, и започнавме сериозна реформа во безбедносните служби. Сето тоа ќе допринесе да имаме на крајот од реформата, која што треба да заврши на крајот од годината, една реформа која што ќе доведе до институција која што ќе штити Република Македонија и ќе биде ефикасна и ќе биде функционална. Меѓутоа, законите за полиција и за следење на комуникациите се уште не се поминати во собрание. Законот за следење на комуникација е поминат во собрание и тој ќе стапи на сила Верувате дека е во ноември месец 2018 година. Исто така е донесен и закон за оперативно-техничката агенција. Ние го носевме, односно ги пишувавме овие закони и спроведувавме таа реформа инклузивно. Значи, вклучиме и невладени организации, вклучиме и научна јавност, стручна јавност, дебатиравме околу овие прашања и го одбравме најсоодветниот модел за кој што сметаме дека е за Република Македонија. Функционалноста на тој модел нуди една зголемена контрола на системот. Знаете, да изберете и да изградите совршен систем во едно општество, ако нема контрола на тој систем, секогаш постојат можности за негова злоупотреба, иако новото решение гарантира минимум ниво на можна злоупотреба, а максимум контрола на системот. Дел од сторителите од 27 април се уште не се приведени и се во бегство. Меѓутоа, сомнежите се дека се наоѓаат во Република Македонија. Толку ли е тешко да се лоцираат истите луѓе и да бидат исправени пред институциите кои што треба да донесат правда? Па да, остана уште неколку луѓе кои што се обвинети за настаните од 27-ми, кои што треба да завршат во притвор. Сета таа активност која што се однесува на вакви лица, ја спроведуваме многу внимателно. Јас неколку пати повторувам и денеска тоа ќе го кажам. Ние добиваме постојано информации. Тие информации се анализираат, се проверуваат и ние мораме да имаме акција и реализација во вистински момент за да можеме да гарантираме и успешност. Затоа во секој еден момент кога ги имаме вистинските информации, кога ќе се утврди локацијата, действуваме и ги реализираме како што сме направиле низа однапред. Очекувам дека наскоро би можеле да имаме и реализација за овие лица. Министер, Македонија е пред влез во НАТО и ЕУ, условно кажано пред влез. Меѓутоа, таму се потребни напори за зајакнување на капацитетите на самите институции. Како Министерството за внатрешни работи соработува со земјите од Балканот, особено за оние опасности од тероризам и други акции? Така е. Значи, Европската Унија, НАТО, пред се значат донесување на тие вредности во Република Македонија, начин на однесување и пред се демократизацијата на институциите. Сега постојат многу глобални ризици и предизвици кои што бараат заеднички решенија, регионални иницијативи и
можам да кажам дека за разлика од пред неколку години кога секоја од државите во регионот наоѓаше по некое прашање кое што може да не разединува, денеска имаме редовни средби, значи речиси на месечно ниво се среќаваме со сите министри од регионот. Имаме или градиме соодветни иницијативи, ги поддржуваме сите заеднички. На основа на тоа имаме соодветни акциони планови во кои што делуваме пред се во борбата против организираниот криминал и корупцијата, трговијата со наркотици, со оружје, со луѓе, мигрантската криза, тероризмот, насилниот екстремизам. Сето тоа се прашања кои што ги разгледуваме, за кои што имаме подпишано взаемни договори и на основа на тоа ги реализираме сите овие наши заеднички борби против тие глобални закани и предизвици. Морам да истакнам дека сите од колегите, секоја од државите во регионот, се свесни дека само преку заедничка активност ние можеме да се заштитиме подобро од било која појава на криминалитет. Истакнувам и тоа дека 2015 година беше годината во која што после многу години, над 10 години, е направен првиот контакти со министерот за внатрешни работи на Грција. И тие контакти се одржуваат до ден денеска, се направени неколку средби на директори на полиции и тоа допринесе да успешно се справиме и со мигрантската криза, меѓутоа и успешно соработуваме во целиот овој период. Подготвени сме доколку има уште една таква мигрантска криза, уште еден таков бран на бегалци, бидејќи ситуацијата во Сирија во моментов знаеме дека е тензична и се предвидува решението на проблемот со мигрантската криза мора да се бара на изворот на проблемот. Ние само се справуваме со последици од мигрантската криза и тука и Светската организација, Обединетите нации и Европската унија и развиените држави мора да направат се да имаме решение и луѓето да остануваат таму, да им се помогне да бидат во Сирија, да бидат во Авганистан, да бидат во Пакистан, да бидат во оние држави во кои што најмногу луѓе заминуваат и кои што доаѓаат према Европа. Сега за сега нема информации кои што можат нас да не загрижуваат за тоа дека ќе имаме зголемен бран на бегалци, дека ќе се отвори повторно западно-балканската рута. Меѓутоа, Република Македонија е подготвена, Република Македонија сите своји капацитети кои што ги има за справување со мигрантската криза се на располагање и во секој еден момент можеме да одговориме и да ги примиме бегалците, односно да транзитираат низ Република Македонија на еден хуман начин, меѓутоа и да ги заштитиме граѓаните на Република Македонија и нивната безбедност. Во делот на миграциите посветивме многу внимание во овој изминат период како министерство. Направивме нов закон за азил, кој што е усогласен целосно со директивите на Европската унија. Направивме нов закон, тоа е веќе донесен во собранието, нов закон за странци, кој што е во фаза на носење во собранието, исто така усогласен со директивите на Европската унија. Имаме национален координатор за борба против трговија со луѓе. Направивме посебна единица за борба против трговија со луѓе и миграции во рамките на Министерството и меѓуресорска група составена од други министерства. Тоа покажува дека еден од приоритетите во јакнењето на капацитетите наши е токму исправувањето со мигрантската криза и очекувам дека доколку има било каква појава на зголемен бран на мигранти, заеднички и со државите од регионот и со Европската унија ќе можеме да се справуваме со тие последици. При крајот на разговорот би ве прашал, бидејќи сте човек од високиот врв на власта, во моментов онаа тема со реконструкција на владата е актуелна во медиумите. Со кои партии се разговара? Дали е точно дека на БЕСА е понудено едно, односно БЕСА бара едно министерско место, или знаете ли кој од министрите ќе си заминат? Ако немаме конкретни имиња, тогаш кои би биле критериумите за министрите кои ќе заминат? Па видите, ние уште со формирањето на оваа влада, тогашниот мандатар, сегашниот премиер Зоран Заев ги кажа принципите на основа на кои што треба да се водиме сите ние, на одговорност, на честност, на транспарентност пред граѓаните на Република Македонија и имање на резултати. Значи, резултатите се клучната работа во водењето и на министерствата и на институциите, на директорските позиции кои што ги имаме, на секоја позиција во Република Македонија. И
треба секој од нас да подложи на оценување, на анализа за собственото работење. Меѓутоа и тогаш и сега јас тоа го оставам на председателот на владата, бидејќи тој е мандатар, тој ни ја даде довербата да бидеме начело на одредени ресори и институции во Република Македонија и тој ги има сите анализи. Ние нормално дека и како структури во власт, и како подпредседател на владата, и како подпредседател на партијата разговараме околу сите овие работи. Меѓутоа сметам дека набргу и тој соопшти како председател на владата со кои партии се разговара, дека ќе има проширување на парламентарното мнозинство, што е добро за стабилизирање на владата и на состојбите во Република Македонија, носењето на реформските законски приоритети. Меѓутоа очекувам дека во моментот кога ќе процени председателот на владата ќе имаме реконструкција, заради тоа што тоа е добро за напредокот на оваа држава и анализирајќи ги состојбите таму каде што имаме резултати тие да бидат прикажани во јавноста, таму каде што имаме слабости, исто така да се прикажат, да се укаже на тие раководители и да ги замениме со некои нови. Министре, пред да ви се заблагодарам за вашето одвоено време, би сакал да ви дадам како подарок за вашето гостување во Студио 1. Времето на Перонов е на новото дело на нашата драга Санта Аргирова. И ова да биде ваш спомен од гостувањето во Студио 1, така ние ќе постапуваме и со сите следни гости кои што ќе доаѓаат во ова студио. Благодарам многу на подарокот, ова навистина ми значи и на мене, посебно што ова се случува на денот на македонската полиција. Ви благодарам уште еднаш за одвоеното време. Ние